Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Dobrodošli vo уште едно мое попладневно радио шоу во кое би се задржал генерално на две теми. Едната е белосветска и е нормално посветена на рушењето на рускиот авион вчера на сиријска територија во близина на границата со Турција. И втората тема е домашна, од она што еден добар дел од граѓаните на Република Македонија живеат, па дури може би половината од нив живеат, односно се дофинансируваат, може е прав збор, а тоа е земјоделството. Двете теми една со друга нема некои поголеми допирни точки вака кои ќе земеш од почеток кој ќе кажеш едно земјоделство, друго е рушење на воен млазен авион, меѓутоа во основа се две интересни и актуелни теми и на тие теми малку ќе изанализирам, малку ќе направам еден брейнсторминг во текот на следниот еден час. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. И сега да отидеме на делот, да поразговараме малку за делот околу рушењето на рускиот авион од страна на турските сили. Недолго после моето, неколку дена само, после моето интервју со воено-политичкиот аналитичар кој допатува овде од Сирија, од Дамаск, инаку французин Тиери Мейсон, кој точно ги кажа своите предпоставки, се случи инцидентот на сириско-турската граница на територија со Сирија, каде што без никакво предупредување ловец пукаше, турски ловец пукаше на тактички бомбардер руски, што во воената авиација и борба е позната силата и моќта на едниот и другиот, и затоа имаат различни имиња, затоа имаат и различни намери во директна конфронтација и директна борба. Заради брзината, маневарските можности и сите други перформанси, ловецот е супериорен, а бомбардерот е тој всушност кој носи сосема друга улога. И по правило кога патуваат бомбардерите, ете како што е тоа со белиот галеб кој патува околу половина свет, со него во пратња одат ловци за да го штитат од други ловци. Што значи дека турците на само неколку дена откако беше уништен конвојот, тие велат од 50-тина, меѓутоа вистината е неколку стотина цистерни со нафта, крадена нафта од териториите на Иран и на Сирија, која преку со помош на синот, преку главниот менеджмент на синот на Ердоган, оди низ Турција, па потоа оди во Израел, па од Израел се препакува на некој начин со документи и се извезува со цена под 30 барела, под $30 за барел на западноевропските пазари. Затоа и цената на нафтата до таа мерка спуштена и ние затоа меѓу другото и возиме толку ефтина бензин, нафта, па и плин, ако сакате. Само неколку дена потоа, еден ден откако Путин се сретна со првиот човек на Иран и на денот кога се виде со првиот човек на Јордан, значи која ја направи таа своја средноисточна турнеја, блиско средноисточна турнеја, за да го заокружи целиот систем околу одбраната на Сирија и набркувањето на американците од тој дел од светот, дојде до ова реално провокација која е со несогледливи рамки што се однесува до Турција. Турција веднаш и падна сите берзи и како и цените на берзанските цени на турските продукти низ светот.
Откажани се сите туристички патувања во Турција од страна на русите. Ако сте биле во Турција на одмор во, да кажеме, Анталија, Кушадаси и тамо втор јазик после турскиот, а пред англискиот е руски. Све пишува на руски на продавниците, продавачи зборуваат руски да се разберат со руските туристи. Тие веќе тамо нема да одат. На страна сите можни други реперкусии. Јас имам еден податок неофицијален дека кој потврдува дека на секој начин турците однапред знаеле дека ќе рушат авион, а тоа е што вечерта турскиот авион што лета на редовна линија Скопје-Истанбул вечерта не летар од Turkish Airways, од ТАФ аеродромот, односно од македонскиот аеродром Александар Велики, не летал кон Ататурк во Истанбул. Иако имале луѓе со купени карти, со резервирани седишта, полн авион, тој воопшто не полетал, не постоел летот, едноставно го имаат откажано. Така да, однапред е планиран инцидент како би се испровоцирал Владимир Путин. Целиот инцидент, од друга страна, е поврзан со многу контраверзи. Прво беше дека авионот експлодирал во воздух, не е точно. Анализата на Мирослав Лазански кажа дека авионот во едно цело парче паднал на земјата, комплетен. Значи е погоден некаде под трупот, доле некаде кај моторот. Второ, дека двата пилота се катапултирале и дека се двата убиени. Не е точно убиени едниот од страна на терористите, додека другиот е спасен со помош на 12-часовна акција на руските и сириските трупи и хеликоптери, каде што гина еден русин во таа акција, и тој е всушност спасениот, е сведок на целата ситуација околу овој дел кој е како и што се случило. Сите кои ги контактира во теков на вчерашниот ден, а тоа се политичкиот аналитичар од Русија Леонид Савин, аналитичарот од Франција Ели Хатем, воено-политичкиот аналитичар и коментатор од Белград Мирослав Лазански и самиот мој гост од минатата недела Тиери Маисон, сите до еден без да се координираат меѓу себе, дел од нив и не се знаат меѓу себе, кажаа исто дека нешто слично што напиша, добар текст напиша вчера Васко Ефтов, каде што вели Путин сега ќе игра руски шах, значи ќе игра споро, стабилно, ќе се обиде да ја направи целата игра како треба, ќе игра руски шах, нема да игра турски фудбал. Така тоа сликовито и многу добро го опиша Васко Ефтов. Впрочем, таа тактика на Кутузов од војните против Франција, односно против Наполеон, или на Жуков од Втората светска војна и битките против нацистичката солдатеска на Адолф Хитлер, кажуваат дека русите имаат една своја стратегија од која никогаш низ историјата не побегнале, а тоа е да го навлечат противникот до граници од каде што веќе не може да се врати. Историски, од друга страна гледано, до сега Русија и Турција низ историјата 22 пати војувале. Имале 22 војни. Руско-турски, кримско-турски, вакви, такви, онакви, 22. Каде што се судриле тие две нации. Некогаш била Отоманска империја, Руско царство, некогаш била Турција, некогаш била Советски сојуз, 22 пати. Сите 22 пати до сега победила Русија. Мислам, тоа е еден податок како што, да кажеме, што знам, Барселона игра со Реал Мадрид, стално ги мачка како сака, колку сака и колку убедливо сака. Самиот инцидент е направен само со една цел, да се на некој начин да му се одземе чаламот на Владимир Путин или да се тестира неговата детерминираност, посветеност дека ќе го брани тој дел од светот или ќе го владее тој дел од светот, кој како сака нека земе, зависи од кој агол се гледа тоа, и дека сето тоа ќе го контролира со исклучително развиена војна техника и технологија.
Срушениот авион е всушност еден од најстарите компоненти во армијата во воздухопловството на армијата на Руската Федерација. Не е тоа некое оправдување војње, затоа што, да пример, Лазански наоѓа забелешка зашто тој авион не е пратен со пратња од ловци, каде е рускиот АВАКС систем кој исто така постои, каде се земја воздух руските ракети и така натаму, зашто е на некој начин оставен небранет, па ако сакате и жртвуван тој авион. Меѓутоа, како и да е, тоа е еден предизвик за Владимир Путин и сега целиот свет гледа само кон него. Нормално да реагираш така каубојски, американски, западноевропски, тоа би било веднаш возвраќање со бомбардирање, како французите им утепа 150 луѓе у Париз, утре почна да бомбардираат. Тоа не е стилот на Русија, тоа не е стилот на Владимир Путин, ниту на руските владетели низ историјата на назад со стотици години. Дека е сега тоа предизвик за Путин, за тоа што практично му фрлаат ракавица во лице и му викаат ајде да те видиме сега, бе ти колку можеш, колку знаеш, дали можеш, дали знаеш, ајде да те видиме толку што се силиш, еве сега. Сепак Турција е членка на НАТО пактот, значи објавувањето на напаѓањето на Турција би било според членот 5 од договорот би било напад на цел НАТО. И сега Путин е тука на потек, сите гледаат во него. Пропутинистите, антипутинистите, неутралните, далечните земји, земјите од БРИКС, сите до еден гледаат во него и неговиот потек. Кој ќе биде, тоа е многу тешко да се каже, иако има многу сугерирања дека тој овдека сега ќе го зацементира просторот во Сирија. Нели го донесе ракетниот разузнавач Москва, веднаш дојде. Тој се што ќе лета на Сирија не е руско, ќе руши со ракети, специјални ракети. Од друга страна се отвара полето, знаеме како заврши уште еден таков лидер неприкосновен како што е сега Ердоган во Турција, се викаше Миша Шакашвили у Грузија. Му влезе, иако имаше америчка помош, Путин му влезе, му дојде во предградието на главниот град и му ја отцепи државата, две цели територии Абхазија и Осетија ги отцепи. Сега Путин има отворен простор да ги засили проруските движења сепаратистички во Приднестровје, да кажеме тоа е во една третина од Молдавија, која сака да стане членка на НАТО, ама овој делов што е кон Русија, тоа баш не го сака. Нешто не го сака, него апсолутно го одбива. Тој дел е, да кажеме, значи сепаратизмот на тоа население кое е Russian speaking население, кои зборуваат руски јазик, значи се руси, е исто така изразит. И исто така во трите балтички земји, Летонија, Литванија и Естонија. Сега да го учам која држава Александар Чомовски, кој не знаеше во која се одржало европското во кошарка, каде што бевме ние четврти. Сега немам простор во оваа емисија тоа да го учам, некој пат, друг пат ќе му кажам која земја е која, бидејќи таму, нели, на меѓу тие три земји, балтички и Полска, на брегот на Северното море, на брегот на Балтикот, постои Калининград, односно постои една огромна руска држава, енклава, територија, наречете ја како сакате, со најголемата руска база наменета за тие специјални цели во северниот дел од Европа, Балтикот, скандинавските земји и балтичките земји. Тие балтички земји во најголем дел имаат меѓу 15, 20 и 50-60 на 100 население, секоја различно во која зборува руски и кои се руси, и кои во тие држави се чувствуваат поприлично репресирани, поприлично омаловажени и без никакви права. Овдека ние за албанското малцинство кое не брои поише од 17-18 и каде на сила е правен
попис кои кажува дека се 22-3%, а не се, им ги дадовме на луѓето сите права. Секој човек на светот треба да ги има сите права, тука нема дискусија. Меѓутоа сите држави тоа ако го прават исто, равноправно, равномерно, еднакво, да не се некои држави подржави од другите кои не се толку држави. Што се однесува до овие, до луѓето кои зборуваат руски во трите балтички земји, тамо тие немаат никакви права. Не вакви како што имаат албанците овде, него немаат никакви права. Имаат права на ниво на кои го имаат македонците во Бугарија, односно во Пиринска Македонија, односно никакви права. Права 0, 0. Така да Путин ја има таа опција за дестабилизација на тие три држави членки и на НАТО и на ЕУ, за максимална дестабилизација на Молдавија, која е онака нестабилна и така е како едно острово во континентот, е нешто слично како Македонија, да кажеме, без море, без излез на море, на голема река, на пристаниште и така натаму. Ја има таа опција и има секако воената опција во овој дел од светот. Во секој случај, Владимир Путин сега ќе се уште поприсутен од тоа што беше присутен во Средоземното море, во топлото море. Тој во сириското пристаниште си има во секоја своја голема база, сега само ќе утврдат уште повеќе и ќе контролираат целиот простор. Сирија е држава која има најголеми резерви на природен газ, кои не се експлоатираат воопшто, така да доколку се стабилизира таа држава, претпоставам дека целта на Владимир Путин и на председател на Сирија Асад е да ја стабилизира таа држава, во тој случај тој газ ќе стане конкурентен на сите други арапски гасови од заливот, од арапскиот полуостров. Во секој случај една исклучително комплицирана светска геостратешка игра со крај кој се надевам дека во рамките на неколку следни години ќе го видиме, крај кој може да биде поразителен за неколку европски држави, пред се тука мислам на Франција, затоа што е тоа државата која низ историјата на Европа е позната дека е држава која при било каков конфликт прва се распаѓа. Сметајќи дека таква судбина нема да ја дочека Германија, од причина што тие секогаш знаат како многу бргу да се шифтуваат и да се фатат во орото за раката до руската мечка. Слушате радио Слободна Македонија, го слушате Миленко Неделковски во своето редовно попладневно радио шоу кој оди секоја среда од 17 до 18 часот. Да се сврта малку на домашната тема која ја најавив на почетокот на емисијата, а тоа е се најновата пресконференција и потоа и реакција на пресконференција од едната страна на еден тип кој се вика Николовски, кој е некој привремен заменик министер во Министерството за земјоделство, а потоа и реакцијата од страна на Министерството за земјоделство, министерот и постојаниот заменик министер Ванчо Костадиновски и директорката на така наречената популарно наречена платежна агенција. За што се работи? Николовски од СДСМ кој пред само некој ден влезе во просториите. Интересно е дека има нешто да биде вработ, да биде набутан како функционер во Министерство за земјоделство од страната на СДСМ, тоа мора да е презиме Николовски. Да кажеме, долго време се надеваше дека ќе е министерка Ленче Николовска. А ете, сега е Николовски, ама не е од село Долно Чичево, туку е од некој тамо кривопаланичко село. Според порталите, тоа е на некој начин една човек со сомнителен промискуитет, меѓутоа нешто што е на крајот на криштата негова работа, нека се пазат тие кои работат во Министерството за земјоделство, што би се рекло по нашки дупе уза зид. Имено Николовски имаше своја прес-конференција на која тврдеше дека инсистира тој во името на СДСМ
сите субвенции кон земјоделците за 2015 веднаш да се исплатат. И дека тоа он инсистира и дека без тоа, иако сега да се подсетиме, никогаш во времето на своите мандати не исплачеше никакви субвенции, односно да не бидам скроз заборавен, само еднаш, и тоа во последната година која изгубија власта 2006 исплатија 5 милиона, сите други претходни години се по 0 милиони, додека оваа власт до овој момент, до оваа година, заклучно со оваа година, мислам дека имаат исплатено некои 700 милиони субвенции кон земјоделците по различни основи. Па затоа тројката Цветков, Костадиновски и директорката на платежната агенција веднаш реагираа на овие не се тоа паушални тврдења на Николовски, како што тврди Цветков, министер Цветков, паушални тврдења. Не се паушални, тоа се лаги, тоа се измислици, тоа се спинови, тоа е тенденција да се направи смут, тоа е недржавничко, не македонско, нечовечко однесување. Денеска по таа пресконференција на Николовски излезе Лјупчо Николовски, ама не е фуфо. Излезе министерот Михаил Цветков да ја демантира изјавата дека земјоделците наводно немаат добиено ниту денар субвенции за 2015 година. Според министерот и според владата, програмата за субвенционирање ќе се реализира до крајот на годината во целост, значи сите пари. Со неа се одобрени 101 милион евра, од кои во периодот јануари-ноември се исплатени 88 милиона. Значи тоа што Николовски го тврди, дека нема исплатено ниту денар се 88 милиони евра исплатени во првите 10 месеци од оваа година. Пари кои се обезбедени преку домакинското работење на владата на ВМРО ДПМН. Остатокот од 13 милиони евра ќе се исплати до крајот на годината, пред се на полјоделците и на лозарите, што ќе се изврши целосна исплата на субвенциите за 2015 година. Значи да повторам, апсолутно е неточно, лага тоа што времениот заменик министер од страната на СДСМ Лјупчо Николовски го тврди дека немаат добиено земјоделците ниту денар субвенции за 2015 година. Владата со програмата на субвенционирање до сега во периодот од јануари до ноември има исплатено 88 милиони евра. Остатокот од 13 милиони евра ќе се исплати до крајот на годината пред се на полуделците и на лозарите, со што ќе се изврши целосна исплата на субвенциите за 2015 година. Како што падна оние глупости што ги правеше на почетокот Оливер Спасовски со телеграмите кои ги праќаше па потоа ги повлекуваше, како серијата на глупости што ги направи министерката Ременски, таа е од СДСМ, меѓутоа кадар на ВМРО. Еве сега на сето тоа, да не остане краток, се дополни и Лјупчо Николовски со апсолутна лага во однос на земјоделските субвенции. Сега се поставува, еве јас поставувам едно прашање. Секој земјоделец си знае на сметката во текот на годината колку пари и колку пати му дошло. За ова, за она, за органско, за полуделство, за продадено млеко, за одржано, за сочувано јагне, јаре, теле и така натаму. Значи знае точно колку има мед, се. И сега кога го слуша овој Лјупчо Николовски кој вика немате добиено пари, а тој веќе ги добил парите. Дел од нив ги потрошил, нешто заштедил, дури инвестирал у нешто, во тој случај како личи ликот на СДСМ, ликот на Лјупчо Николовски, ликот на Зоран Заев и ликот на нивната програма со која сакат да победат на следните избори во април следната година. Да го докомплетирам ова што го кажувам во врска со
субвенциите земјоделците и како во очите на секој земјоделец, тоа е народ. Земјоделците се многу народ, бидејќи тие не се само тие што работат на нивата или што има трактор или што има лозје или било што насад тутун, тие имаат своји роднини, деца кои учат средно школа во Скопје или студираат некаде и така натаму, тоа е многу поголем бројка од луѓе. Интересен е податокот што за привремениот заменик министер Николовски, го кажа министерот Цветков, вели дека наместо Николовски да помогне со нови идеи и предлози, од неговото доаѓање на функција се занимава со барање извештаи од секторите во ресорот за сработеното во последните 4 до 7 години, со што практично се блокира нивното редовно функционирање на тие ресори, бидејќи за обезбедување такви податоци и анализи се неопходни најмалку 6 месеци. Цветков вели дека на Николовски веднаш по доаѓањето на функцијата дополнителен привремен заменик министер му беа обезбедени сите услови за непречено работење. Меѓутоа, тој се занимава со такви работи кои всушност не допринесуваат ништо во однос на земјоделството. Цветков инаку му ветел дека ќе го доби извештајот од државниот ревизор кој веќе се работи во министерството, значи официјален документ, па ќе може да се огледаат сите, тоа не само Николовски. Заменик министерот, редовниот заменик министер Ванчо Костадиновски јавно го праша Николовски зошто барањето веднаш да почне исплатата на субвенции за 2015 година не го упати до неговиот партиски колега или до неговите партиски колеги, министрите Оливер Спасовски и Фросина Привременски, кои гласајки воздржано не ги поддржали измените на програмата за субвенционирање донесени на владината седница пред 2 недели, со кој ќе се овозможила исплата на останатите 12 милиони евра за земјоделците. Зошто Николовски барањето го упатува до премиерот Никола Груевски, кога неговите колеги во владата не дадоа поддршка на измените со кои треба да се исплатат 12 милиони евра на земјоделците. За среќа во владата доминантни решавачки фактори ВМРО, ДПМН и Никола Груевски, па тие измени се донесени и овие 12 милиони евра до нова година ќе ги видат земјоделците. Директорката на платежната агенција Билјана Вуковиќ потврди дека не е точно тврдењето на Николовски за наводното непочитување на календарот и неисплатата на субвенциите. Исплатен е тутунот на скоро 30.000 производители. 30.000 производители, да подсетам, тоа се најмалку 150.000 луѓе, жени, деца, внуци. На скоро 30.000 луѓе во периодот април-мај, значи тоа е пред 6 месеци. А во декември ќе почне реализација на субвенциите за полјоделството и лозарството. Тоа е сега, значи, за некој ден. Се што работиме е за да им излеземе во пресвет на земјоделците, но и за да ги оствариме планираните проекции со оглед на продолжениот рок за поднесување на барање за некои мерки. Пријавувањето е се уште во тек и ќе трае до 30 ноември. Тоа е заради што имаше лоши временски услови во текот на оваа година, дождови, поплавување и така натаму. Владата инаку им излегла и во пресвет на земјоделците кои не беа предвидени во програмата за субвенционирање, исплакајќи им обештетување за загубите од поплавите и болеста син јазик. Тоа не е во субвенциите, тоа се екстра пари, бидејќи никој не може да претпостави дека таа и таа година ќе има син јазик и ќе умре ситен добиток. За угинатите грла беа поделени по 4.000 денари или вкупно 55 милиона денари, додека за штети од поплавите досега се исплатени околу 278 милиони денари на 2512 лица. Исплатата, велат од Министерството и од Агенцијата, продолжува со доставување податоци од општинските комисии за проценка на штети. Значи, се ќе биде платено, се си е до сега платено, сите години до сега се комплетирани. Државата дава сега без малку 150 милиона евра за земјоделците. Прашањето основно кое треба да си го постави тој Николовски и било кој неговиот тој што го назначил и било кој таму СДСМ, колку пари тие даваа на земјоделците. Тоа е прашањето. Овие даваат 150 милиона, СДСМ даваше 0 пари. Полека се движиме кон крајот на 11-тиот месец ноември, иако тоа 11-ти би требало да значи
11 kako brojka, a novembri slučno znači 9. Spored dekembri je 10, kaj nas 12. mesec, to ti anomaliji se već je poznati mnogo odamna i kaj mora da ima nekoj svetski kongres koji to će go isporazrešio ti septembri, oktobri, 7, 8, 9, 10, kanatamo se su se ma drugi značenja imat. No, kako i da je, eto ovaj mesec, nekaj novembri, se bliži kon svojot kraj. Slednata emisija će mi je vo dekembrijskata šema na 2. dekembri. Kada što otprilika vo ovija momenti tuka nekade ušte jedna praktično tret termin vo tekot na posljednjite 2 godine kada što kažu vam dobro večer ili prijetno. Znači radio to je formirano pred 2 godine. Prvo to dobro večer vo ova radio, prvo to verbalen pozdrav, odnosno kontakt sa publikata beše preko moj glas, što tako mi pravi da mi bide navistino tako jedno golemo zadovoljstvo. A eve, minata ta godina koja se slava još 1 godina i ova godina koga ke bide i 2. godišnjina, to se praktično 3 novembri, dekembri meseci kada što ova radio postoji. Za onija od agencijata za medijumi koji ne znate, danas je 25. novembri, isto tako koji ne zna, tako ne zna tko je radio go sluša, to je radio Slobodna Makedonija. Ja sam Nedeljko Milenkovski i go slušate moje radio, moje to radio show. Se slušame slednata sreda, prijetno. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. To beše popladnevno to radio show na Milenko Nedeljkovski. Hasta la vista,